Добро вечер. Добро вечер, наши сограѓани на општина Кисела Вода. Ке ми дозволите пред се да ги поздравам нашите почитувани министри во владата на Република Македонија и сите останати гости, директори, пратеникот од општина Кисела Вода во собранието на Република Македонија, пратеничката, инаку и председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, сите директори и сите денешни присутни на вечерашниот состанок и секако председателот на Општинскиот комитет на Кисела Вода. За Општинскиот комитет на Кисела Вода може би јас сум најмалку компетентна да говорам вечерва од сите вас овде присутни, долгогодишни партици, верни уште од самото основање на ВМРО ДПМН. Таа сила на сите избори и за сето ова време работејќи на терен, сите заедно сплотено, кога ќе дојде моментот, одлучувачкиот момент, го даваме последниот удар. И тоа е факт. Без Кисела Вода не се може. И тоа е факт. И јас... Она што би сакала да го истакнам, голема благодарност за досегашната соработка со владата на Република Македонија, поточно со централната власт. Со поголем дел од сите овде вечерашниве присутни на оваа маса од оваа страна, секојдневно имам комуникација како градоначалник, како локална самоуправа, и она што е многу важно како еден градоначалник е да може лесно да влезе во одредени институции, во соодветните институции, каде што мора да има непосредна комуникација како би можело да се истераат и да се реализираат проектите докрај во одредениот рок. Пред се тука би се заблагодарила секако на градот Скопје и на градоначалникот Коце Трајановски, затоа што е дел од тимот каде што се збираме обавезно на секој 2-3 месеци, каде што брифираме како градоначалници во однос на реализација на програмата. Значи, жалам затоа што тука не е актуелниот министер за транспорт и врски, но тука има од неговиот кабинет, а секако и предходниот министер за транспорт и врски, а тој господинот Миле Јанакиевски, со кој имавме одлична соработка, а и со сегашниот министер за транспорт и врски, кој е еден од задолжените во тимот каде што брифираме ние како градоначалници докаде сме со реализација на програмата. Она што како градоначалник и за време на кампањата, а секако од обуката пред се на нашиот председател на партијата беше уште на почетокот, кога не подготвуваа за кандидати за градоначалници, никогаш да не ветуваме она што не можеме да го оствариме. Колку и да изгледаше нашата програма на локално ниво оскудна или сиромашна или потенка од другите кандидати, другите градоначалници или оној што ми беше мене опонент, толку беше реално направена. А ја направивме, како што и сами знаете, пред се благодарение, ќе почнам пред се на благодарение на секој ким кој беше активен во општина Кисела Вода, при секој месен комитет, и идеите доаѓаат токму од вас, од граѓаните. Многу е неблагодарно да си градоначалник, иако е истовремено и гордост да си градоначалник на најстарата општина во градот Скопје. Оваа година славивме 60 години. Значи, меѓутоа истовремено е многу неблагодарно да си градоначалник на општина која се наоѓа помеѓу две најбогати општини, а тоа е општина Аеродром и општина Центар. И кога имате две општини како соседи кои навистина се трудат да наметнат еден повисок стандард во урбаното живење, во секојдневното живење, а ние со нашиот капацитет и со нашата буџетска каса во општината не можеме да ги пратиме така како што тие се развиваат. И јас сакам да имаме фонтани, но немаме. Затоа што имаме се уште одредени населби, населени места, наши соседи, сограѓани кои се уште кубурат и со водоснабдување, а камоли со фекална канализација или атмосферска канализација. И тоа е факт. Значи, во оваа прилика сакам голема благодарност пред се на председателот наш, сигурна сум дека ќе му биде пренесено,
а секако и на Министерството за транспорт и врски за заложбата за капиталниот проект, а тоа е изградбата на главните два фекални колектори по Осијанскиот канал и оној до Сончев град по улица Сава Ковачевич. Тоа подразбира со новиот генерален урбанистички план кој е усвоен во крајот на 2012 година, значи границите на ГУПот се прошири со што и цел Прибор влезе во урбаниот дел, Пинтија влезе во урбаниот дел, значи веќе она што беше како дива населба, она што беше како дива населба во склоп на индустријска зона, сега веќе намената е променета, а тоа е индивидуално семејно домување. Тоа подразбира дека ние допрва како локална самоуправа од сега па натаму може да предвидуваме соодветна подземна инфраструктура на нешто што е веќе изградено. Верувајте, тоа е магично стапче човек да има, невозможно е во еден мандат или за една или две или 3 години да се направи. Она што би сакала за воиднина, јас се надевам дека во овој период додека се собираат идеи од страна на централната власт, од страна на централата на нашата партија, за воиднина на ваквите локални самоуправи, како што е конкретно Кисела вода, а е составен дел на градот Скопје, некако да ни се помогне и воиднина како и досега, за да може барем малку да им се приближиме и на општина Аеродром и на општина Центар. Пред се во оние основни најнеопходни нешта кои секој граѓанин ги заслужува, а тоа е соодветна подземна инфраструктура, значи канализација, водоснабдување, атмосферска канализација и соодветни патишта. Јас само можам, ќе дојде ред кога и како градоначалник ќе го дадам својот отчет за веќе реализираното, но досега можам да кажам за овие 3 години мандат, мојата програма е веќе 80% реализирана. Така што останува до крајот на мојот мандат да си ги завршам уште оние 20%. Може да се пофалиме дека направивме голем број на реконструкција на училишта, изградивме 2 градинки, веќе 3-та градинка се гради. Во соработка со владата ќе се изгради нова 4-та градинка во населба Драчево, така што она што е во доменот на општината, со оној финансиски капацитет што го имаме, ние веќе и го реализираме. Ви благодарам од мене толку.